Нова иницијатива за референдум, овој пат на левица. Прашањето гласи дали сте за продолжување на преговорите со Европската унија со прифаќање на собраниските заклучоци од 16 јули 2022. Лидерот на левица и дел од сопартиците денеска во Државната изборна комисија поднесоа предлог за распишување задолжителен референдум на територијата на целата држава. Димитар Апасиев очекува нивната иницијатива, за разлика од онаа на ВМРО ДПМН, да ги помине собраниските филтри без, како што рече, Талат Џафери да изиграва уставен судија. Сметаме дека народот мора да го има последниот збор кога станува збор за прашање од национален интерес и очекуваме да немаме проблеми, како што претходната иницијатива на ДПМН, очекуваме да немаме проблеми, бидејќи иницијативата е правно коректно напишана, согласно член 24 од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните. Очекуваме до крајот на неделата да бидат собрани оние законски минимум подписи. Очекувате председателот на собранието Џафери да ја прогласи оваа иницијатива како неуставна? Па не очекуваме, затоа што тој нема такви ингеренции. Но доколку во некој сценарио тоа се случи, ние најавивме дека целосно ќе го блокираме собранието и мислам дека тој нема да се дрзне тоа да го направи. Ќе видиме, бидејќи не можеме да предпоставиме, тој си леџиски го толкува и уставот и деловникот. Левица не разговарала за поддршка, но ја очекува од останатите опозицијски партии и е подготвена да разговара. За сега ВМРО ДПМН е воздржана. Нека дојде во парламент па ќе го коментираме. За владеачките социјалдемократи потегот на левица е јасен сигнал дека станува збор за уште еден обид за закочување на евроинтеграциите. Останува неспорен фактор дека левица заедно со ВМРО ДПМН се најголемите кочничари за евроинтегративните процеси на државата. Овој предлог за референдум и претходниот што беше на ВМРО тоа недвосмислено го покажуваат. Иницијативата на левица оди во собранието кај спикерот Џафери, која препраќа до надлежните парламентарни комисии. Ако се утврди дека иницијативата е во ред, собранието е должно во рок од 30 дена да донесе одлука. Ако е позитивна, левица може да почне со постапка за собирање 150.000 подписи во рок од 3 месеци неопходни за одржување референдум. Ако тие подписи бидат собрани, тогаш може да се премине на спроведување на референдумот, за кој, за да биде успешен, потребно е да излезат најмалку половина од впишаните избирачи и мнозинството од нив да се изјаснат дека се, како што бара левица, против продолжување на преговорите со Унијата со прифаќање на собраниските заклучоци од 16 јули 2022 година. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.